75 години по основањето, НАТО или Организацијата на Северноатланскиот договор останува најдиректниот ангажман на САД во европската безбедност. Основана по Втората светска војна. Во НАТО првично се приклучија САД и 11 европски држави кои се заложија дека ќе си помогнат меѓусебно, доколку некоја од државите би била нападната. Тогаш во САД председател беше Хари Труман. Ако има нешто што е сигурно денес, ако има нешто неизбежно во иднина, тоа е волјата на луѓето во светот за слобода и за мир. Руската инвазија на Украина, одговорот на НАТО и улогата на Америка во европската безбедност се нешта за што американските председателски кандидати Џо Бајден и Доналд Трамп имаат различни ставови. Кога Трамп беше председател на лидерите во НАТО, им рече дека не плаќаат доволно за сопствената заштита. Најмалку корист имаат САД. Ние имаме најмалку корист. Ние и помагаме на Европа, Европа се обединува и тие одат против заедничкиот непријател. Тој може или не може да биде непријател, не може да ви го каже тоа. Постојат и други непријатели. 5 години подоцна, Трамп на предизборен митинг во Јужна Каролина изјави дека заекнувањето преку членките на НАТО дава резултати. НАТО беше расцепено додека не дојдов јас. Им кажав, сите ќе плаќаат. На тоа праша, ако не платиме, дали ќе добиеме заштита. Им вратив, апсолутно не. Не можеа да поверуваат во одговорот. Никогаш не сте виделе да се слеваат повеќе пари. НАТО се прошири по администрацијата на Трамп. Шведска и Финска и се приклучија на алијансата во последната година. Во најголемото проширување од падот на Советскиот сојуз, што им овозможи на државите од Источна Европа да се приклучат на НАТО. Бајден вели дека заедничкото спротивставување на руската агресија покажува дека НАТО функционира. Пред да започне војната му реков на Путин дека ако ја нападне Украина, НАТО не само што ќе стане посилен, туку и ќе се обедини. Ќе ги видиме светските демократи како се спротивставуваат на неговата агресија и да го бранат поредокот заснован на правила. Токму тоа го гледаме денес. Како председател, Трамп би дал приоритет на односите со Русија и Владимир Путин. Во кампањата за втор мандат, тој се присетува на лидерот на НАТО, кој прашувал за руските закани. Еден од председателите на една голема држава праша дали ќе добијат заштита доколку не платат, а бидат нападнати од Русија. Нему му вратив со прашањето: не плативте? Дали сте деликвенти? А тој врати: да речеме дека тоа се случило. Не би ве заштитил. Всушност би ги охрабрил да прават што и да сакаат. Бајден вели дека пристапот кон европската безбедност е опасен за Америка. Поранешниот републикански председател Доналд Трамп му вели на Путин: прави што и да сакаш. Тоа е цитат. Еден поранешен председател го кажа тоа поклонувајќи му се на руски лидер. Мислам дека е срамота. Опасно е. И тоа е неприфатливо. Трамп за контроверзната британска телевизиска мрежа GB News изјави дека го поддржува НАТО ако секој плати за својот дел. Ако играат фер, ако почнат да играат фер, Америка е таму. Да, 100%. Бајден вели дека НАТО е посилен и пообединет од кога било и дека е во фокусот за надворешно политичките цели на неговата кампања за реизбор.